Заев ги потврди информациите. Груевски Македонија е напуштил со дипломатско возило на Унгарија. Својот пат го продолжил во Албанија и влегол во Црнагора, за што официјално вчера добили допис од нивните безбедносни служби. Истрагите кои се водат во Македонија ќе покажат дали и од кого дома и во странство Груевски имал помош и логистичка подршка да успее во својот обид да избега од рацете на правдата. Веќе е јасно како тоа се случувало надвор од Македонија. Верувам дека штом ќе ја завршат истрагата, час поскоро, Министерство за внатрешни работи ќе ги обелодени сите детали прецизно и внимателно како тоа се случило, но едно е јасно, дека е со дипломатска кола на Унгарија. Унгарија е наш пријател, мене ми е драго што продолжуваат да не поддржуваат во нашите ЕУ и НАТО интеграции, така ќе продолжи. Тоа ќе го направиме секако на внимателен начин, сите документи што ќе ги имаме, докази, аргументи, ќе ги споделиме со јавноста, ќе ги предадеме на Унгарија, со се, но и ќе ги предадеме на Европската Унија, на комесарот Хан и на еврокомесарката или подпредседателката на Европската комисија за надворешна политика и безбедност. Ние сме со аспирација кон Европската Унија и НАТО и ќе внимаваме многу да не нарушиме пријателство со било кој од земјите кои што не поддржуваат во НАТО и во Европската Унија, но секако граѓаните тоа ќе го знаат, унгарските власти ќе го знаат и најмалку што очекуваме да го почитуваат меѓународното право и дополнително пријателството да го докажат со тоа што ќе го екстрадират или вратат Груевски. Останува уште официјална потврда дали од Црнагора Груевски влегол во Србија и преминал во Унгарија. Српските медиуми веќе на големо пишуваат дека Црнагора Груевски ја напуштил заедно со Часар Јозеф Золтан и Фелеѓази Шаба и двајцата носители на унгарски дипломатски пасоши. На официјалната интернет страница на унгарската амбасада во Подгорица стои дека Золтан е заменик амбасадор во Црнагора, а Шаба е конзул. Премиерот Заев на денешната пресконференција упати прашање и до Груевски и до унгарските власти да одговорат на прашањето дали тој е киднапиран или по своја волја го сторил бегството. Шпекулациите дека можеби Груевски од Унгарија ќе избега во Русија, Заев ги коментира дека тоа би било пропуст на унгарските власти. Затоа што и јавно го поставувам прашањето, знаејќи вака како се случувале работите. Дали тоа доброволно господинот Груевски ја напуштил Македонија пред да биде издадена наредбата за неговото приведување пред суд, или па може би бил киднапиран. Очекувам и Груевски и Унгарија да дадат одговори, затоа што тука се отварат и други прашања. И во поглед на азил, правото на азил и сето друго, и други околности. Редот е како држава да го поставиме јавно тоа прашање, затоа што после одговорот на ова прашање следуваат сериозни други прашања кои што имаат дебела суштина. Од тој аспект, ова го зборувам јавно, за да уште еднаш ги уверам сите граѓани на Република Македонија, дека направиме се што е во наша надлежност и се што имаме на располагање како инструменти, Никола Груевски да биде екстрадиран дома и да ја отслужи својата казна, како и да си биде присутен на сите дела и процеси кои што се водат против него. Односно, нема да застанеме додека тоа не се случи. Односно, и уште еден друг бивши премиер, Санадер, беше избеган, па вака или онака се врати назад во државата. Нема да се откажеме до крај, заради тоа што тоа им го должиме на граѓаните. Премиерот Заев потврди и дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски имал телефонски разговор со неговиот унгарски колега веднаш по објавата на Груевски на Фејсбук, а во разговорот министерот Пинтер му потврдил на Спасовски дека екс-македонскиот премиер е кај нив.